Бројни коментари со навредлива содржина може секојдневно да се прочитаат на социјалните мрежи, по текстови поврзани со руската инвазија на Украина. Бидејќи формата на коментарите е иста, а понекогаш и скоро идентична, овие центри на моќ лесно може да се идентификуваат, вели медиумскиот истражувач Петрица Рачини. Имаме одредени политички центри кои што преку ботови, односно лажни профили, и преку трол фарми, односно оркестрирана пропаганда, каде што очигледно се дава некоја наредба од некој центар на некоја Facebook група или на некој чет приватен каде што тие се организираат, се дава наредба да се прават овие коментари и дел од кои не ни ја кријат нивната блискост до Русија. Целта на ваквите коментари е да се влие врз намалување на поддршката на Украина, вели аналитичарот Елмас Хасановиќ. Ваквите коментари на негирање на војните злосторства и говор на омраза се резултат на штетното влијание на добро координирана руска дезинформативна кампања и пропаганда и се силен показател дека одреден дел од нашето население ги оправдува политиките на режимот од Кремљ. И тоа е поразителен факт за едно демократско општество како што сме ние и предизвикува чувство на загриженост. Инаку МВР најави дека ќе ги санкционира сите изјави и коментари на социјалните медиуми поврзани со случувањата во Украина. Вела дека одобрувањето или оправдувањето на војните злосторства е кривично дело предвидено со кривичниот закон. Хасановиќ нова повеќе гледа како на подигање на свеста кај граѓаните, но и на превенирање вакви појави за во иднина. Сарачини пак вели дека не треба да се заборави, оти во земјава има долгогодишна култура на неказнивост на кривични дела, поврзани со оправдување или негирање на воени злосторства. Но не сум сигурен колку тоа би влијаело на намалување на говорот на омраза во иднина, се додека не видиме конкретен случај на казнување. Не се бројат ни на прсти случаи каде што има некаква судска одлука или обвинение кое што завршило ефективно со казна на такви сторители. Затоа треба да има одговорност и од институциите да постапуваат поригорозно по овие појави. За Сарачини важна улога овде имаат и медиумите, кои не треба да дозволуваат ваквите коментари да се шират преку платформите кои тие ги контролираат. Нивна е одговорноста да ги бришат тие коментари, да ги пријавуваат соодветно на Твитер или на Фейсбук и да се оневозможи ширењето на говорот на омраза преку онлайн платформите, кој што ако не се санкционира, се прелева во реалниот свет и се претвора во вистинско наследство. Од МВР за Гласот на Америка велат дека од страна на секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика постапувале по 2 пријави за ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем и оти се преземале мерки за нивно комплетно расчистување, по што ќе следеле соодветни поднесоци. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.